ние ги направивме соодветните анализи, за кои што бевме задолжени, многу прецизно, многу детално, многу јасно, во кои што се дефинирани производствените трошоци на земјоделците, но и откупните цени кои што се плаќаат према земјоделците. Од тие анализи произлегува дека најголем дел од цените кои што граѓаните ги плаќаат, вие ги плаќате, сите ние ги плаќаме, одат за маржа, не одат за земјоделците. А во овој момент го немаме тоа домашно производство и затоа целосно нашиот предлог беше, односно мислење, дека во овој момент нема проблем во делот на домашното производство на производи, односно замрзнувањето или ограничувањето на овие цени нема да влие на трошоците на земјоделците и на приходот на земјоделците, туку ќе влие на сите оние кои што сакаат да профитираат на грбот на граѓаните. Односно, целокупната цена во најголем дел е формирана и најголема застапеност има маржата. Со раноградинарите, а и со оние кои што имаат оранжериско производство, Министерството вчера одржа состанок во рамки на Министерството со надлежните сектори, сите нивни барања, податоци, информации, секако дека ќе ги разгледаме, ќе ги имаме во предвид, ќе бидат проанализирани да видиме колкави се трошоците, особено тука станува збор за оранжериското производство, каде што навистина цената на чинење на производството е повисока, меѓутоа Министерството и минатата година беше спремно во секој еден поглед да ги поддржи земјоделците, единствена земја во регионот која што даде поддршка за покрај за редовни субвенции зелена нафта и за набавка на вештачко ѓубриво преку интервентниот фонд. Ние оваа година имаме обезбедено средства во интервентниот фонд за мерки и политики кои што ќе бидат потреби во текот на целата година. Така да инструменти имаме, ќе ги проанализираме овие исто така податоци